Добар ден, драги ученици. Добре дојдовте на часот по македонски јазик, на кој што ние ќе анализираме поеми од современи автори. Но најпрви, како што секогаш го почнувам јас часот, со повторување на неколку работи. Како ја делиме литературата? Кои се карактеристиките на лириката и епиката? Каква песна е поемата? За која поема учевте претходно и кои автори пишуваат поеми во македонската литература? Сега, можете да го стопирате видеото, да си ги одговорите прашањата и потоа да си ги проверите вашите одговори. Но литературата ја делиме на лирика, епика и драма. Лириката ги опева чувствата на авторот, а епиката опишува настан. Во лириката бараме мотив, стих, строфа, ритам, рима, стилски фигури, лирско јас. Во епиката бараме ликови, време и место на дејството, фабула, тема, идеја и така натаму. Поемата, е лирско-епска песна во која што се опејува и се раскажува настан од историјата на еден народ или пак случка од животот на една личност. Основата на поемата е епска. Авторот внесува и своји чувства. Содржи драмски заплети и расплети. За која поема учевме претходно? Учевме за поемата Сердарот од Григор Прличев. И кои автори пишуваат поеми во македонската литература? Тоа се Григор Прличев, Коле Неделковски, Блаже Конески, Анте Поповски. Сега, ајде да видиме пример за поема од наш современ автор. Тоа е Вардар Анте Поповски, од Анте Поповски. Неа можете да ја најдете на страница 52 од учебникот. Но во случајов имаме извадок од поемата. Воге, бели воге, кај црна црните. Од вас до мене, од мене натака. Кого барате? По дното ви бездна небит. Врз ви мост, копја и векови. Воге, бели воге, кај црна црните. Кого барате? Времиња. Никој пат не ве напуштил, никој пат не ќе пресуши. Ако го снема меѓу бреговите, ќе потечеме по планињето. Ако не стигнат планини, од нас направете. Времиња, никој пат не ве напуштил, никој пат не ќе пресуши. Нашиов вруток непокор. Гледајќи ја песнава, ученици, што можеме да заклучиме? Што всушност сака авторот да ни каже со оваа песна? Со апострофата, односно обраќањето, воге, бели воге, кај црна црните, од вас до мене, од мене натака, кого барате. Авторот им се обраќа на водите од реката Вардар. И сака да каже дека Вардар тече и нема никогаш да пресуши. Преку течењето на Вардар и незиното непресушување, авторот ни го споредува со непокорот на нашиот народ, дека никој пат нема да пресуши, нема да заврши тој народ, тој непокор. Нашиот народ ќе биде секогаш цврст. Тука имаме во 4-тиот дистих. Времиња, никој пат не ве напуштил, никој пат не ќе пресуши. И последната строфа. Времиња, никој пат не ве напуштил, никој пат не ќе пресуши. Нашиот вруток непокор. Преку течењето на реката Вардар, нејзиното неуништување се споредува со неуништливоста на македонскиот народ, на нашиот народ. Дека со векови тоа трае. Врз ви мост, копја и векови. Тука имало невидени борби и сепак нашиот народ останал непокорен, неуништен. Сега, но ајде тоа да го видиме по-детално. Преку анализата, последниот план. Мотив, стих и строфа, ритам и рима, стилска фигура, тема, идеја, ликови, време и место на настанот, фабула, вид на творба. Ученици,
Кажавме дека поемата е лирско-епска песна. Значи, при анализата, ние треба да обрнеме внимание и на лирските, и на епските елементи. Па, да почнеме со ред. Значи, учебникот ви е отворен на страница 52 и можете слободно да ја гледате песната. Мотивот ни е љубовта на авторот кон својата татковина и реката Вардар како символ за непокорот на македонскиот народ. Ако ги погледнеме стихот и строфите, ќе видиме дека строфите имаат различен број на стихови и затоа песната е хетерострофична. Стихот има различен број на слогови и затоа имаме слободен стих. Значи, хетерострофична песна, слободен стих. Сега, имаме рима. Црните барате. Таа ни е дактилска рима. Значи имаме зборови од 3 слога. Се римуваат зборови од 3 слога. А ритамот е динамичен. Бидејќи имаме тука некој оптимистички, борбен дух. Никој пат нема да пресуши нашиот непокор. Никој пат македонскиот народ нема да биде покорен. Сега, од стилските фигури веќе кажав некоја. Односно, кажав дека песната почнува со апострофа. Воге, бели, воге. Воге, бели, воге. Авторот се обраќа кон реката Вардар и низините води. Рефренот, истите стихови. Ако ја имаме пред нас целата поема, ќе видиме дека повеќе пати се повторува воге, бели, воге, како рефрен. А тука, значи, имаме 2 пати во извадоков. Сега, преку реторското прашање, кого барате, знаеме дека се поставува прашање, а не се очекува одговор. И тука имаме кого барате. Кого барате. Сега, значи, преку епитетот бели воге, па анафората никој пат и така натаму. Сега, да видиме кои се епските елементи тука. Темата. Значи, темата, како што кажав и предходно, можеме да ја забележиме во 4-тиот дистих и во последната строфа. Значи, дека македонскиот народ е вечен. Вечноста на македонскиот народ и неговата непокорливост преку зборот непокор кој што е толку карактеристичен за македонскиот народ. Идејата ни е која? Идејата ни е дека македонскиот народ е како пирејот, непокорен и неунишлив. Значи, непокорен и неунишлив. Ликовите. Тука имаме, значи, македонскиот народ. Каде и кога ни се случува дејството, значи, имаме минатото на нашиот народ и Македонија. Значи, во времето на минатото и сегашноста и Македонија во нашата држава. Сега, имаме уметничка и лирско-епска и поема. Уметничка и лирско-епска и поема. Сега, таа ни беше од македонски автор. Ајде да видиме поемат за родниот град од Ганџо Хаџи Панзов. Да видиме па таа каква е поема. Тука рековме во поемата Вардар имаме историја на еден народ, а да видиме тука зашто ќе ни пее, што ќе ни опишува авторот. Јас не сум сакал и не сум сонувал за булевари со долги дрвореди. Не сум сонувал ни за палати со шарена рустика, ниту салони со огромни платна на кубистика. Сум сонувал како сите добри луѓе во светот, само можни соништа, за тишината во црвената раскошна лалињата во полињата. Сум сонувал за тихи села крај сена, на патот што води низ гората, што ја загрнува долината, од Буживал до Версај, по страмнината на Сен-Клу. А пред мене се денес опнати на контени, огромни ламњи, часовници на Клиненкур, и мравјалниците на опера, и краватите на представата, без кој не се влегува во храмот, каде што пее Шаљапин, за Борис Годунов и Дон Кихот. Сега, јас реално, искрено, прв пат ја среќавам оваа поема и многу ми се допаѓа. Зошто? Затоа што авторот сака да покаже дека сонува
за реални работи. Не сонува за богатство, за буржоазија, туку сонува за тихите села покрај Сена. Не сонува за операта каде што оди буржоазијата паришка, туку сонува за полињата, за лалињата во полињата, сонува за тишината и така натаму. Дека не сонува за тој кубизам кој што го гледаме во зградите и така натаму. И по сликарските платна. Но сепак, тој сонува едно, а добива друго. Да ја имате целата песна, целата поема пред вас, ќе забележите дека сонува за мала собичка со поглед кон планината, пат што води кон планината, но тој добива нешто сосем друго. Но ајде да видиме со ред. Кој ни е мотивот во песната? Љубовта на авторот кон родниот град и тагата, бидејќи не го добил тоа што го сакал. Значи, тажен е затоа што не го добива тоа што го сака. Стих и строфа. Строфите имаат првата 12 стиха, втората, бидејќи ни е извадок, не е целосна, имаме 7 стиха и стихот ни е слободен. Имаме, значи, различен број на слогови во стиховите. Бавен ритам, затоа што имаме тажни чувства и римата ни е дактилска. Рустика, кубистика, тишината, полињата и друго. Од стилските фигури ги препознаваме метафората, а пред мене се денес опнати на контени, огромни ламњи, часовници од клинен кур. Значи, а епитетот тихи села, црвена раскош, шарена рустика. Завршивме со лирските елементи. Сега да видиме со епските. Што се случува со епските елементи? Темата ни е таа. Што сакал, а што добил поетот во животот? Што сакал, а што добил поетот во животот? Значи, тоа ни е темата. А идејата, не секогаш го добиваме тоа што го сакаме. Не секогаш го добиваме тоа што го сакаме. Кои не се ликовите? Ликовите ни се поетот и богатите парижани. Поетот и богатите парижани. Времето и местото на настанот ни е Париз, 1959 година. Јас, податокот за 1959 година, го најдов покрај песната на интернет. И вид на творба имаме уметничка, лирско-епска и поема. Уметничка, лирско-епска и поема. Па, драги мои, се надевам дека разбравте што е тоа поема и сега сакам да ја најдете поемата Крвава кошула од Рајко Жинзифов на интернет, да ја прочитате и да направите анализа, бидејќи Крвава кошула е една од првите поеми напишани на македонски јазик од наш автор. Ве оставам во пријатно расположение.